Овој човек е милиардер. Неговото име е Андрей Бабиш и наголемо се зборува дека ќе биде нов премиер на Чешка. Тој вели дека ќе ја води ефикасно земјата како што ја води неговата бизнис империја, составена од земјоделски фирми, хемиска индустрија и медиуми. Неговата партија води далеку пред другите. Деновиве луѓето чекаа во редици за да им ја подпише неговата книга. No my potřebujeme konečně, aby jsme porazili ty tradiční skorumpované strany, které řídí naši zemi. A kdyby ty tradiční strany tady nekradly, tak bych nikdy do politiky nešel. Víte, kdyby pan premiér nebyl loutka nějakých kmotrů, jo, tak bych určitě do politiky nešel. Но Бабиш е под сенка на контроверзии. Неколку дена пред гласањето тој беше принуден да ги демантира постојаните обвинувања дека соработувал со тајната полиција за време на комунистичката ера. Сепак, еден друг скандал можеби е пострашен. Poslanci před necelou hodinou vydali k trestnímu stíhání dva hlavní představitele. Во минатиот месец пратениците во парламентот му го одзедоа пратеничкиот имунитет. Тој обвине дека ги злоупотребил за една негова фирма субвенциите од Европската унија. Бабиш тврди дека е невин и оти тоа му било наместено од политичките ривали. Určitě mě klidně vydejte a já vás žádám o zbavení imunity, aby pravda vyšla najevo. Негови најголеми ривали му се социјалдемократите. Тие во мај годинава го принудија да напушти функцијата министер за финансии. Со тоа заврши скоро 4-годишната нивна коалиција. Шефот на дипломатијата, Лубомир Заоралек, која води изборната кампања на социјалдемократите, вели. Máme tady politika, který má každý ten jeden nový skandál. A myslím si, že s touhle zátěží nemá nárok být ústavním činitelem. Најмалку 8 партии би можело да влезат во парламентот. Според анкетите, тоа може да и успее и на партијата на јапонско-чешкиот бизнисмен Томио Окамура. Тој вети дека ќе го стави исламот надвор законот. Jestli je takový hlupák, že nevidí, že ten, kdo tady šíří ten strach, že jsou ty islámský zločinci a islámský teroristi, kteří tady povraždili jenom za posledních několik let stovky nevinných Evropanů, tak by si měli třeba koupit nové brýle anebo se trošku proplesknout. Во меѓувреме чешката економија заздравува и е со најмала стапка на невработеност во Европската унија.